Приубава атмосфера, новогодишна божикина и убаво позитивно расположение. Токму, како што доликува, среда, среќен ден. Во продолжение на навистина таква енергија, со мене, Сузана Турунџиева и Атиџа Муратова. Добро утро. Добро утро. Благодарам што дополнително ни придонесовте во таквата атмосфера и расположение утринава, што сте заедно со нас. Имаме многу убави вести за споделување. Не само што имавме можност да видиме и нови песни, веќе е подготвен албумот. И денеска всушност ќе имаат можност да го видат многумина и да конечно да биде пуштен. Така е. Така е. За среќа некако универзумот ни даде подршка, ни беше ветер во грбот. Јас се нафатив на еден многу крупен залак во кој на почетокот бев сама, но како почнав да ја пласирам таа моја првична замисла, идеја, така околу мене се појавија неколкумина, не многу, но доволно добри луѓе за да ми бидат подршка на овој голем процес, овој навистина многу голем процес. Атиџе беше за песната, за музиката и јас уште кога првиот пат ја сретнав нејзе во Бекирлија, неа ништо не и ветив, но себе си ветив дека ќе сторам се да остатокот од животот колку толку и биде песна, да не и биде мака, туку да и биде песна. Тие средби, судбински, ќе ги наречам, велат веднаш препознаваш енергија, веднаш се препознаваш дека со некого ти оди народски кажано, дека има некоја енергија и некој искрено и вистинско пријателство. Вие тоа го велите едната за друга од првиот момент кога сте се видели и веќе натаму можеме само да нижеме историја и се она што ќе се случува. Пола мене, пола тебе. Да. Светски стана позната таа реченица, може би поттик да биде и овој албум Пола мене, пола тебе. Веднаш ви дојде таа мисла дека така треба да се вика? Да, може така да биде. Се така. Како одлучивте да биде Пола мене, пола тебе? Не сакајќи, начин така ми дојде од устата и така Да. речеш. И за песните викам пола тебе, пола мене да бидат. Буквално за се. Може би таа мисла, тогаш кажана, ќе остане и кај многумина од нас и ќе влезе во едно народско, да речам, кажување, еве ова нека биде пола мене, пола тебе и дај Боже да биде така. Дај Боже да биде така. Јас со се што отпеав и со се што ставив таму дел од себе во песните, во текстовите, уште на првиот спот кога го промовиравме пред 4-5 месеци, каде што рефренот оди што е мое, се е и твое. Јас уште од таму ја испратив пораката дека не треба да бидеме ние толку себични и да се врзуваме само за материјалното. Материјалното го имаме денес, утре можеме да го немаме. Да се наоружаме ние со богатство од внатре и од секогаш сум велела дека човек е богат кога дава, кога споделува, бидејќи ние на овој свет сме дојдени да даваме, да помагаме и да си отидеме. Колку е убаво кога правиш нешто за некому да му го разубавиш денот. Да. И токму таа нејзина реченица која можеби несвесно излегла од нејзе за време на снимањето на Ханиленд, пола мене, пола за пчелите, светот го разбуди. Да. Го разбуди бидејќи во таа трка по профит, по екзистенција, да се има уште повеќе, па и тоа им е малку. Навистина не направи роботи, а не луѓе. Забравивме да споделуваме. Да. Чи нам тоа недостатство, додека ние зборуваме, имаме инсерти, ќе ги потсетам колегите од режија, всушност зборевме за првиот спот од преубавиот предел, од кој што ни доаѓа Атиџе, ќе може и да се види да се потсетиме. Ајде сега малку повеќе околу албумот, од самата подготовка до патувањето во Истанбул. Може би вие искусивте таму веќе новогодишно расположение, новогодишна бајка. Наќетен ли беше Истанбул? Не многу. Турците немаат многу обичаи да китат, иако на одредени места знаевме да сретнеме некои така украсени делови, но испадна многу спонтано, непланирано, иако го посакувавме ние патувањето во Истанбул, не баш така како што испадна, но се потрудивме да реализираме некои видеоматеријали аматерски. Немавме екипа позади себе, отидовме со цел да оствариме неколку средби со женски издруженија кои што се расположени да и бидат поддршка на Атиџе за да обезбедиме еден подостоинствен живот за нејзе. И така испадна можност да вистински ние направиме некои аматерски снимки кои со добра волја, со многу ентузијазам и со помош на моите пријатели
ги спакувавме ние во 2 видеа кои вечер ќе бидат промовирани, од утре ќе можете и вие да си ги пуштате. Ние да ги споделуваме на вашата утринска програма, бидејќи внатре се потрудивме да ја вметнеме целата онаа специфика и екзотика на Турција. Турција е толку посебна, толку магична, толку шарена со сите тие нејзини одлики, традиција, убавина, со сите тие традиции и обичаи се потрудивме многу повеќе да го има тоа парче интересно душа на Турција, отколку нас двете, песните и онака си ги има во позадина. Но драго ми е што го реализиравме ова патување, што малку се дружевме, запознавме прекрасни жени кои и текако многу си помагаат и се поддржуваат, и јас верувам дека тие средби кои таму ги остваривме ќе вродат резултат по нова година. Па ако жена на жена не може да биде најголема поддршка и ако не се разбира најдобро. Така испадна. Иако можам да кажам дека во овој пат во кој навистина не ми беше лесно, најдов на многу препреки до самата реализација на албумот, се покажа и неколку мажи кои што навистина машки во вистинско време влетаа со помошта и со поддршката, и јас сум бескрајно благодарна првенствено на Роберто Попдимитров, кој што е автор на повеќето песни, на сите аранжмани, продукција, постпродукција во неговото студио Кентаур во Штип снимавме цело време. Бескрајно сум благодарна на Огнен Неделковски, кој што ни ги подари првите 2 текста кои што ние ги отпеавме, и некако од тука тргна се. Многу добра екипа. Да, потоа ми се приклучија и моите пријатели од Битола, бидејќи знаеја дека јас немам средства, јас немам буџет, со 0 денари тргнавме да го правиме ова, и помогна многу, навистина. Помаква и СН Брокер, бескрајно сум им благодарна. Имаше тука многу луѓе кои во вистински момент знаеја да ме прашаат, јас не можам. Знаеја да ми кажат, јас не можам, но ќе се потрудам да најдам некој кој ќе може. Добро, тоа нема поискрено. Таквите луѓе сака најчесто и да останат анонимни. Нема поискрено тоа, и дај Боже да имаме повеќе такви пријатели. Дај Боже. Да, Атиџе, го прошете и светот. Да. И Истанбул, пропатно сега најново. Да. Што те воодушеви најмногу? Какви спомени носиш од таму? Од таму? Да те кажам, морето го сакам многу, бродот го сакам. Кој не го сака? И кај што не сум бил, таму отидовме, многу ми беше убаво, со Сузана, со заедно. Јас се надевам дека сите ја забележувате ова убава промена на Атиџе, колку и се убави забите и колку е таа навистина со еден поинаков лик, со една поинаква фасада, и колку е подготвена за сцена. Да, навистина се забележува, и она што се забележува е поголемата, да речеме, опуштеност во зборувањето, опуштеноста кон луѓето, кон камерата, па и кон сцената. Значи, одиме напред. Не, на докторката многу сум благодарна. Јас не кеше забите да ги извадам моите, многу ми беше страх. Она кога рече нема да те вадам, тога јас сум највише сум бил среќна, да кажам. Нема ништо поубаво кога јас на 19 години само 2 заби сум извадил на 19 години, сега го правам забите. Нема ништо поубаво кога ќе се чувствуваш убаво и сигурно во сопствената кожа. Така е. Така е. Многу ми е драго што оваа енергија успева без разлика на сите пречки да чекорите напред и да се реализира она што е замислено. Јас сега последен пат кога се видовме тука, ако се сеќавате, дека тогаш Атиџе кажа дека Сузе и е чиракот. Да, докаде е чиракот сега во производството на медот? Јас да прашам. До крај ќе се издржиме, јас не се враќам назад. Така и филмот направив тешко, викам лесно, напред ќе одам, и со песните така се. Од ова пролет со Господ напред, планираме многу повеќе да ме учи за целиот пат од пчела до лажица мед, како се целиот тој процес. Јас читам доста и сум фасцинирана колку не сум знаела. Не сум ни знаела дека за да ние добиеме 1 килограм мед, пчелата треба да прелета 85.000 километри и да опраши по тие. Значи, навистина е фасцинантно колку многу податоци научив во меѓувреме, научив дека ако си јадел лук или ако си пиел ракија, не се приближувај до пчелите, тогаш напаѓаат. И толку многу интересни работи откривам од Атиџе, што сум подготвена кога ќе дојде пролетта да тргнеме во целата таа процедура, да ме упати и
и да бидам и јас дел од... Мене ми се допаѓа дека мајсторијата сепак се пренесува, некој ќе остане да ја работи и понатаму. Она што ти го знаеш околу пчелите, што го работиш и целата таа филозофија и знаење вреди да се пренесе и на помладите генерации. И убаво е што веќе направивте еден линк во кој што ве Суза и ти, потоа на керкат и на кој ќе биде заинтересиран, треба да се пренесе колку помлади се вклучуваат во целиот тој процес, ќе имаме повеќе производство на наш домашен мед. Како сме годинава? Малце годинава слабо беше, ама чим сега врнат до година здравје, очекувам да биде подобро. Оваа година доста слабо беше. Она што е ваш исто многу голем успех е обезбедување и средување на домот на Атиџе. Малку по малку, чекор по чекор. Се разбери со помош на, вклучително и повеќе пријатели. Тука многу луѓе беа вклучени, донираа луѓе од целиот свет. Има се уште таму многу што да се доработи, дворот не е воопшто, значи, урбанизиран и среден. Јас работам на идејата да го средиме и хортикултурно, да направиме тука еден дел во дворот, со Летниковац, каде што ќе можат сите нејзини фанови, сите луѓе кои што ќе сакаат да ја посетат, да правиме тука и работилници, за да може таа таму да го пренесува знаењето и на деца и на возрастни. Браво. Правиме напори со општината Лозово, тука да се асфалтира патот, бидејќи прилазот до нејзината куќа е лош. Општо земено патот до таму е тежок. Патот, да. Нашата улица е многу кал. Нивната улица е многу кал, со големи бразди и тука да речеме малце ризично со низок автомобил да влезеш, мораш подалеку да ја оставиш колата. Да, па пеш. И па пеш, но правиме напори прво тоа да го средиме, откако тие работи ќе се средат, тогаш веќе можеме да размислуваме за да се организираат работилници во кои што ќе може Атиџе вистински да го пренесува своето знаење на млади генерации, на заинтересирани луѓе и да ни биде од корис на сите, како што ни е и сега. Па треба да го искористиме тоа знаење. Кој е друг начин сега за кој што може да се помогне сите оние кои што не гледаат и сакаат да помогнат на Атиџе? Кој колку може? Па еве токму заради тоа јас и целава оваа година бев посветена да дојдеме ние до албумот, да го реализираме албумот, за да можат сите оние кои што нема мед да купат. Еве, сама Атиџе кажа дека медот е многу малку и веќе е скоро да го нема оваа година, да се надеваме наредната година дека ќе биде подобра. Кој дошол по мед, а нема мед, може да го купи CD-то од Атиџе. Значи, ова CD ќе го продава Атиџе и јас. И Сенатор Мјузик, кои што имаат ексклузивно право на ова CD. И со купување на CD-то, всушност, помагаме. Сите средства од ова CD кое што ќе бидат и вечер, значи вечер ќе биде продажна промоцијата. Цената е 500 денари, секој еден кој што ќе дојде може да купи и со тоа придонесува за подобра иднина и за подостоинствен живот на Атиџе. Јас ова цело време го напоменувам на социјалните медиуми за да не мисли некој дека јас сакам да заработувам благодарение на неизе. Иако кој што сака нека мисли, нели ние сме навикнати секогаш поинаку да се толкува, секој еден гест на добра волја кој што луѓето се обидуваат да го прават и само тие си знаат како им е додека стигнат до целта, но јас одамна не размислувам за тоа како другите ја толкуваат мојава приказка со Атиџе, бидејќи знаеме дека не има секакви, не има луѓе кои што бијат шега со секоја наша добра извојувана битка и ние во ниеден момент не размислувавме што ќе речат другите, па дали, па што бараме ние да соработуваме, па како сега ние две соработуваме, па дали треба ние некого да замолиме, дали смееме да соработуваме или не. Да не губиме енергијата. Сите добри луѓе, добре дојдени се вечер во 19 часот во Микаса, каде што има едно и специјално изненадување со нивниот бенд кој што ни подготвува некоја композиција таму. Вие ќе пеете? Наша. Се надевам, ако биде се во ред. И добре дојдени се сите луѓе кои што знаат колку многу јас се трудам и понатаму ќе се трудам да и го олесниме и да и го разубавиме животот на Атиџе. Нека биде ова една убава покана и да заокружиме која песна ви е, може би е неблагодарно, но ете така ми дојде да прашам, која песна ви е посебно драга? Секогаш кога се прави албум, кој од изведувачите да каже сите ми се подеднакво драги и енергијата е таа за сите песни, една испливува?
Па една мора да биде така. Различни се доста стилски. Мене ми е многу драга, може би аранжмански наиздржана ми е Чекор по чекор, каде што Роберто Попдимитров навистина се надмина себе си. Тој направи безпрекорни аранжмани на сите песни, но на таа навистина го даде целиот негов капацитет и јас се надевам дека многу наскоро ќе ја снимаме Чекор по чекор во Само чекаме да падне снег. И ако ни се случи тоа брзо, ќе го имаме набрзо и видеоспотот за Чекор по чекор. Инаку Пола тебе, пола мене е композицијата која што верувам дека ќе ги развеселува многу луѓе, дека ќе ја свират и пеат сите бендови. Сега за жал немаме видеоспот на Пола тебе, пола мене, но ако сега на сите направивме видеоспотови, ќе ги потрошевме идеите на почеток, така да оставивме нешто да работиме и во 2022. Може, убава идеја. Нешто нека ви ја држи енергијата. А ти че тебе? И мене Чекор по чекор, дека прво таа го произведов, таа ќе биде многу. И уште една има една песна многу убава за Македонија. Така? И таа ми се допаѓа многу. Таа е за Атидже песна, која што јас всушност на некој начин представува ода, благодарница на Атидже што ја имаме во Македонија и да и се одолжам со таа песна за се што направи за нас, за Македонија и за светот. Тоа е последна песна на албумот и најдолга по минутажа, но мене ми беше многу, ми излезе во една секунда ми излезе. Се што сакав да речам и да испеам, ми излезе во таа песна и морав да ја запишам, да ја снимам и си ветив себе си дека тоа е моето одолжување на Атидже за се што направи. Така оди, во еден миг ода тие чувства кои што се... сакам Македонија, многу за тоа го сакам таа песната јас. Многу ми е драго што си го започнав денот со вас и оваа позитивна и убава енергија. Ви посакувам убава промоција вечерва и понатаму нека биде онака како што вие сте замислиле. Само имајте отворен пат. И чекорете. Да. Чекор по чекор. Чекор по чекор. До целта. Да. Може, пак ќе стасаме до Америка? Дај Боже, прошетајте, па зашто да не... Каде да стасаме, само нека има со нас добри луѓе, бидејќи што сме ние без добрите пријатели, без добри луѓе и без убава енергија. Само здравје. На себе ова, да, ќе си речеме само здравје, ама какви мисли, таква енергија привлекува. Така е, така е. Благодарам. Не успеавме да го слушнеме спотот, но успеавме да видиме еден сегмент и да се подсетиме на приубавото место од каде што ни доаѓаш. Нема снег сега таму, така? Не, имаше малце. Ама викендов да знаеш дека ќе врне. Има, ама имаше пред кај нас има снег. Подоле сме до реката има, а тука опште полото нема. Нема. Добро, ама сега велат ќе има сега да снег за викендот. Значи добро да се подготвиме. Ако ја сакам снегот, нека има малце. Да зајакнеме малку. Една време снегови имаше доста, ја знам. Паметиме такво, па научени сме ние на снегови. Да има малце и вода подоволно летно време. Тоа не недостасува. Да, одличен период пред нас. Благодарам. Благодарам што ми бевте гости, Сузана Турунџиева и Атидже Муратова за новиот албум, наши први гости во денешното издание на Македонија наутро.